Како поранешен министер за одбрана, кои се вашите очекувања од новата влада конкретно во овој ресор? Може значено е да реформите кои што се во армијата на Република Македонија, Министерството за одбрана, да продолжат и понатаму, веќе армијата е еден огромен механизам, огромна институција и реформите често пати треба подолго да траат за да се завршат сите сегменти. Може значено е одбраната на Република Македонија да остане силна, да се зајакне, се со цел да биде гарант на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Според вас, колку е близко македонската армија до исполнувањето на критериумите за влез во НАТО? Интеграцијата на Република Македонија во евроатлантските структури, односно во НАТО, била и ќе остане приоритет, висок приоритет на владата на Република Македонија. За таа цел, како што знаат граѓаните, треба да работиме со нашиот јужен сосед, Грција, се најде заемно прифатливо решение кој ќе го заштити идентитетот и дигнитетот на граѓаните на Република Македонија. Значи, процесот на преговори треба да продолжи со Република Грција, со нашиот јужен сосед. Исто така треба да продолжиме со реформите во армијата на Република Македонија, со модернизацијата. Меѓутоа, често пати во соговорниците ме прашувале добро што има меѓу страница од приемот на Република Македонија во НАТО. Битно е тука се истакне дека членството на Република Македонија во НАТО е значено не само за Република Македонија, туку за целиот регион и за Европа. Исто така ние како држава, иако сме малечка, даваме сериозен придонес во мировите мисии на НАТО, меѓутоа треба да продолжиме и да даваме поголем придонес во мировите мисии на Обединетите нации. Ве обвинија дека 2 дена пред вашето заменување сте поништиле договори за набавка на воена опрема и дека буџетот во Министерството за одбрана сте го оставиле во катастрофална состојба. Ваш став во врска со ова? Буџетот на Министерството за одбрана е во добра состојба. Ако следиме колкав дел од буџетот е реализиран првите 5 месеци, очигледно дека ќе има доволно средства до крајот на годината армијата и Министерството да функционираат. Во поглед на тие 4 договори, сакам да истакнам дека Министерството, односно ја како министер, процесот на аквизиција на опрема го правиме врз на процес кој што постои во Министерството, е развиен. Именно Генералштабот на армијата на Република Македонија подготвува спецификации на опремата што треба да се набави, пошто Министерството одбрана распишува тендерска процедура за да се најдат најдобри понудувачи. Исто така се формираат две комисии, едната е техничка комисија, која е составена од офицери на армијата на Република Македонија, кои што прават евалуација на пристигнатите понуди и после се бира финансиски најповолната понуда. Ние подпишавме неколку договори, вклучувајќи ги и овие 4 договори, меѓутоа од началникот на Генералштабот доби 2 писма во кои што првото беше во март месец, се однесува за еден од тие 4 договори, во кои што беше истакнато дека се барат промени по спецификацијата на опремата што треба да се набави и дека ваквата опрема не ги задоволува потребите на армијата Република Македонија.